Подкастот представува најновата активност во рамките на Центарот за клиничка едукација по трудово право. Насловен е Клиника за труд, токму поради тоа што представува една платформа на која на еден клинички, методолошки начин ќе може да се дискутираат најактуелните прашања од трудова и социјална природа, но и пошироко, опфаќајќи најразлични теми од областа на бизнисот, менаџментот, човечките ресурси и сите сегменти на правото. Клиниката за труд преку своите видеа и интервјуа со најразлични гости, еминентни лица и професионалци во својата област ќе ги запознае студентите, но и пошироката јавност со различните аспекти на трудовото право. Денеска со мене е професорот Лазар Јовевски. Здраво, професоре, како сте? Здраво, Луна. Прво благодарам за поканата, благодарам за тоа што прифативте да бидете дел од клиниката. Благодарност до целиот тим кој што стои позади овој подкаст, секако и до Центарот за иновации во медиумите, до Правниот факултет и генерално и до самиот универзитет. Ви честитам за храброста, иновативноста и желбата да направите нешто ново и поинакво на ниво на универзитетот, но и генерално во нашето општество. Дали може да ми кажете кој всушност е професорот Лазар Јовевски? Кој е Лазар Јовевски? Па добро, еве, сама да спомнавте професорот. Да, професионално, дел од мојот професионален развој е професурата, да речем. Меѓутоа, јас сум и многу повеќе од тоа само професор. Значи, мислам дека и секој човек има повеќе слојност во себе. Тоа кај мене е видливо и јас сум вклучен во многу активности, професионално, но и приватно сум доста активен, работам и во невладениот сектор, дел од различни консултантски тимови, работам на меѓународно ниво, семеен човек сум со сопруга и деца, значи ги почитувам многу семејните вредности, го почитувам се она што е добро, што е на линија на етичност, на моралност и едноставно Лазар е човек кој што го сака човекот и кој што сака да помага на другите, да служи, да работи за општи добра, да нешто направи можеби повеќе колку Господ ми даде сила и можност да оставам некоја трага која што ќе биде и за следните генерации. И токму затоа, пак мислам дека и овој подкаст е еден од тие приказни, верувам успешна приказна ќе изгради овој подкаст и ќе биде нешто што ќе остане како наследство за факултетот, за универзитетот, за македонското општество, македонскиот трудово-правен систем, но секако преценат се за самите студенти. Се согласувам многу со се што кажавте, мислам дека многу битна особина да има еден човек е пред се моралност, а и да сака да направи нешто подобро за општеството, не само за самиот себе. Мислам дека тоа го покажувате и за време на предавањата кои што ги имате. Ви благодарам. Од каде ви потекна оваа идеја за Центарот за клиничка едукација по трудово право? Па видете, оваа идеја дојде, би рекол, од помладите колеги, односно една помлада колешка која што ја сподели идејата со мене и во истиот момент кога ми ја кажа, значи една од моите соработници, од демонстратори овде на факултетов, колешката Софија, и кога она тоа го спомна, јас веднаш откликнав, веднаш ја препознав идејата. Морам да ви споменам дека низ умот пред тој период и мене ми се вртеа некои размисли што да направиме, како да ги некои работи да зиграме, да ги направиме иновативни, и оваа нејзина идеја навистина дојде буквално како одговор на некои мои прашања во себе, што нешто ново друго да се направи, а да биде за полза и на студентите, но и на граѓаните на Македонија, и ја прифатив идејата и навистина мислам дека денеска официјално и со овој прв подкаст почнуваме и се надевам, верувам дека ќе отвараме прашања денес со мене, а во следните подкасти вие со различни гости кои што ќе доаѓаат и од бизнис секторот, и од синдикатите, и од извршната власт, луѓе професионалци и така натаму, и ќе можеме одредени трудово-правни, но и социјални прашања да ги дискутираме, односно да ги дискутирате и да бидете од полза и вие со вашите гости за студентите, но и за граѓаните на Македонија. Согласувам, многу е убаво тоа што сте дозволиле еден млад ум да ви помогне во градење на нешто волку убаво и нешто многу иновативно во нашиот, не само на нашиот факултет, туку и во нашето општество, во нашата држава, и мислам дека одлично тоа што сте дозволиле, поради тоа што се соочуваме со тоа дека некогаш повозрасните не сакаат да прифатат многу младински идеи, и тоа е одлична особина. Благодарам. Што е целта на клиниката за труд?
Па еве веќе целта ја напоменав претходно, значи целта е да отвараме теми кои што се актуелни, можеби и контраверзни, интересни, теми кои што ги засегаат младите, студентите, идните работници, идните партиципиенти во пазарот на трудот, но и оние кои што се во бизнисот, кои што отвараат нови работни места, оние кои што се борат за поголеми права, како синдикатите, значи да ја доближиме всушност сферата на трудот и работните односи поблиску до човекот, поблиску до младите луѓе, но и генерално поблиску до пошироката публика, и верувам дека вашите подкасти нема да бидат само предмет на анализа на студентите, туку и на многу поширока публика низ Македонија, па се надевам и пошироко низ регионот, затоа што прашањата кои што ние ги отвараме преку клиниката, а сега и вклучително со овој подкаст, се прашања кои што се од екзистенцијална природа. И како што забележав еве на чашиве кои што сте ги испечатиле, и сте напишале трудовото право е право на животот, всушност целосно се сложувам со тоа и тоа е една од моите омилени мисли и реченици кои што ги споделувам и со студентите, но и генерално со македонската јавност. Навистина е така и токму заради тие животни теми верувам дека овој, но и особено следните подкасти ќе привлечат особено внимание. Мислам дека сега одиме на најбитното прашање за студентите. Ајде. И најинтересното, а тоа е кој е вообичаен мит за вашата работа и општо за трудовото право. Морам да ја кажам дека ја одамна немам слушнато нешто вака студенти посебно да знам дека едно време збореа дека сум бил строг. Слушнав и муабет строг е, но принципиелен. И ако е така, ворете, добро е, се радувам. Но знаете што? Можеби сум човек кој што гледам многу во другите, особено во вас младите, Луна, во студентите. Впрочем, вие сте дел од студентите на правниот факултет и особено ми е драго што меѓу младите има успешни луѓе кои што еве сега се вклучуваат и на вакви убави проекти и барам, го гледам најдоброто и го барам најдоброто од луѓето и некогаш луѓето, младите, не се навикнати на таков приод, не се спремни да се да излезат од просечноста, да излезат од некоја бара, така наречена на живење, на размислување. Тоа понекогаш е стрес за нив и стресот кај човекот понекогаш раѓа и негативни реакции, кога некој сака малце да ве размрда, а вие сте си навикнати на некоја така рамна линија, тогаш можеби не знам, има некои коментари, јас така доаѓаат до мене сега што му треба на овој, што му текна сега вака сега, што сега ќе држиме предавање надвор од амфитеатар, сега посети на овој, па гости на предавање така, но меѓутоа ја нема да се откажам од тоа е дел од мојот пристап во работата и покрај оној научен дел кој што е многу важен за студентите, тоа што е најновата, би рекол, доктрина во светски признатите, во првите топ 10 универзитети и правни факултети во светот е пракса, пракса, пракса. Мојата заложба е лична, а верувам и на останатите колеги професори на факултетот и универзитетот е да ја доближиме праксата до сите вас, до студентите. И еве токму и ова студио во кое што се наоѓаме, ова е студио во рамки на правниот факултет, во рамки на студиите за новинарство, нели Центарот за иновации во медиумите и има токму за цел да помогне на студентите, меѓу кои и на вас, да искусите едно ново доживување, би го нарекол, да видите како е да се биде водител, особено тоа е битно за новинарство, за новинарите, како е да се работи со камери, како е да се спрема сценарио и така натаму, да се подготвува анализа за одредена тема. И тоа е дел од таа приказна, би рекол, која што се радувам што еве се случува на нашиот факултет. Потпуно согласувам со се што кажавте, поради тоа што еве јас сум пример. Потполно согласувам со се што кажавте, поради тоа што како што знаеме и на вашите предавања често сакате да споделите некоја ваша мисла со нас и да не охрабрите да продолжиме понатака и да се бориме за правдата, да не дозволиме општеството да не формира во тоа што не треба да бидеме, туку да одиме со нашата мисла и нашиот ум само напред и тоа е една од подобрите особини кои што професор може да ги има, поради тоа што сме навикнати на некоја права линија како што кажавте и ние и сакаме да излеземе малце некогаш out of the box, ама мислам дека не сме спремни, сме исплашени да го направиме тоа. Еве, имате подадена рака од мене, а верувам и од други професори. Според вас, која е најважната особина што би му била потребна на некој за да работи со трудовото право и да биде успешен во работата?
Па ја би, ако дозволите, ја би извил 3 особини. Например, прво треба човекот да го сака трудот, работниот однос. Значи да не му е проблем да седне да чита, да истражува, да бара. Значи оној интелектуален дел да го привлекува областа. Втора работа е да има карактер. Карактерот значи да има дисциплина, да знае што е посветена работа, да знае што е труд и да го цени својот труд, што е многу важно. И трета работа е да ги сака луѓето. Работата во трудот, во работните односи подразбира една социјална и емотивна интелигенција. Работата со луѓето бара трпение, бара сослушување, бара покрај тоа што човек може да го знае одговорот, нели, да го даде одговорот, треба да знае на каков начин да го искаже. Така да овие 3 компоненти, посветеност, љубов кон самата област, карактер и љубов кон луѓето која што инклинира кон социјална и емотивна интелигенција се клучни работи за успех, според мене. Дали може да ги споделите вашите лични искуства со однос на развојот на вештини и континуирано учење, односно така наречено lifelong learning? Луна, знаете, во однос на ова јас навистина сметам, силно верувам дека човек мора во нашава област особено во делот на трудот, да константно се едуцира, константно да работи и нема например, положив, сега од аспект на студент ви кажам, се положив и завршува приказнава со трудово право. Се вработив и сега ја завршив мојата професионална обврска, готово, сега ќе чекам пензионирање. Нема такво нешто. Во животот едно нешто што е вечно, со оглед на некои мои искуства, перцепции и уверувања е Бог и променливоста. Тие се константи. Значи, променливоста ви е нешто што секако ќе морате да ја имате и да се соочите со неа низ животот, а особено во делот на работните односи и трудот. И учењето како процес е многу важно и многу е важно исто така да имате соодветна мрежа, мрежување во рамките на процесот, затоа што треба да се научиме во Македонија да работиме тимски, тоа ни недостасува, имаме прекрасни индивидуалци, но слаби тимови, за жал. И културата на тимската работа бара едни поинакви вештини отколку сам да седнеш и да анализираш, да речеме, прописи или да подготвуваш тужба или да се спремаш за рочиште или нешто друго кое што бара индивидуални вештини. Тимската работа бара многу повеќе во човекот, особено оние внатрешните меки вештини, интерперсоналните аспекти на човекот да бидат посилно изразени и дефинитивно во рамки на фелата треба да се има уважување меѓу себе, почитување, помагање, би рекол, што кај правниците не често се среќава, за жал. Како спомнавте вмрежување, сакавме да ве прашаме каква улога играат менторството и вмрежувањето во правната професија? Јас имам една размисла, еден став. Во суштина се работи за следно. Сметам дека секој млад човек, особено млад човек, треба да помине фазата на менторство. Фазата на менторство подразбира дека треба да има спремност од младиот човек да учи, да се развива, да зрее во професијата, во работата во која што ќе сака да ја работи, така натаму и така натаму. Ако оваа фаза се прескокни, веднаш младиот човек мисли дека веднаш може да биде менаџер, веднаш зрел за сите активности да ги презема сам. Многу често се случува во праксата таквиот човек се лизне, сакајќи да ги дофати звездите, да отиде доле во пеколот. Меѓутоа, менторството овозможува еден постепен развој и раст на младиот човек, но и тоа има свое време. Тоа е една фаза, всушност, Луна. Втората фаза е да веќе кога ќе заврши оној период на учеништво, да самиот ученик стане учител. Односно доаѓа фазата каде што младиот човек треба да почне да има храброст, смелост, знаење, вештини, да самостојно почне да функционира. Дали е тоа во професијата како адвокат, дали е во професијата во фирма негде, дали кај младите луѓе треба да бидат спремни, значи да учат, но во одреден период од животот, кога ќе помине фазата на учење, менторирање од страна на менторите во професијата, да бидат спремни и сами да тргнат по патот на професионалност. И тоа поретко го гледам. Гледам млади луѓе кои што сакаат веднаш да станат директори и менаџери, тоа го спомнав, и млади луѓе кои што сакаат да се вработат и да си тераат, нели, да се развиваат. Во Македонија овој концепт треба почесто да се применува, не заради тоа што јас ви го кажувам, туку заради тоа што е проверен на светско ниво, функционира
И кога така се применува, дава многу добри резултати, каде што човекот не само што е прекрасен професионалец, туку он е задоволен тогаш и од животот. Ги има поминато скалилата, знае како треба, што треба, искусувал, учел во одреден период од животот, а потоа самостојно делува саме во приказната и он создава и тогаш он доаѓа во фаза да биде учител, односно да биде ментор, да вклучува други кои што ќе бидат кај него приправници, волонтери или слично кои што ќе можат да зреат во работата. Мислам дека е многу битен аспект еден млад човек да знае дека не може од прва скала да се качи веднаш на 50-та и дека се има процес свој, како што спомнавте вие дека многу од младите сакаат веднаш да станат директори, веднаш сакаат да рипнат на таа 50-та скала и мислам дека сето дека го разбера тоа што побрзо, дека тоа по-добро ќе им оди патот кон успехот. Точно. Како го поминавте вие вашиот пат во кариерата за да достигнете моменталната позиција и кои лекции сте ги научеле по тој пат? Патот мој беше интересен. Баш беше таков како што напоменав и преска, значи јас почнав, ако зборуваме за овде, ја видите, ја работам уште од пред 18 години. Значи активно сум вклучен во некои семејни бизниси, во некои семејни активности, сум помагал на родителите во бизнис секторот, трудот не ми е тој уште, потоа додека студирав, работев, штом престанав со студиите, штом завршив со основниве студии, со додипломските, веднаш исто почнав да работам и тоа на повеќе места, бев и во адвокатски канцеларии, приправник. Работев нешто и самостојно во смисла некои правни совети. Студирав, спремав магистерски, потоа докторати и работев како демонстратор на факултетот. Значи, буквално поливалентен пристап имав кон работата. Никогаш не сум се плашал од работа, ниту денес не се плашам. Значи, знам да земам и да работам и во мојата градина, да речеме, да се занимавам и да фатам и мануелна работа, а секако и интелектуална. И тоа сум јас, тоа ме прави да сум јас. И сите фази на факултет, од демонстратор до асистент, па доцент, па вонреден професор и сега редовен професор, раководител на катедрата за трудово право на правниот факултет и на овој клинички центар каде што е дел овој подкаст, всушност како еден негов продукт. Така да понатаму, знаете, кога веќе доаѓате во една фаза, во суштина периодот на растење, на зрење, на менторство, она што го спомнавме претходно, треба да биде период каде што човекот сам ќе се пронајде. А тоа само пронаоѓање во професијата треба да биде основа за идниот бренд на човекот. Јас сметам дека секој човек треба во својата професија треба да биде бренд. Тоа значи да биде надпросечен, да биде максимално вклучен и да има баланс во целиот тој пристап, за да и вркохолизмот не е сам по себе и добра работа. И токму кога веќе човек се профилира на работното место, тогаш работата и поинаку тече. Знаете, ако претходно ги бараш шансите за работа, сега шансите доаѓаат сами. И тоа е убавината на тој процес на зреење. Значи, како човек созрева, доаѓа до една фаза професионална во животот, веќе и околностите, атмосферата се менуваат, се менува. Согласувам. Каков совет вие би им дале на студентите во однос на изборот на трудовото право како правец во нивната професионална кариера? Не дека ја го предам ова. Ако кажам дека е најбитниот предмет, сега ќе ми се колегите ли ќе се насмеат, професори, останати. Да, окей, сите се битни предмети, меѓутоа знаете што е карактеристично за трудовото право? Јас секогаш му кажам, велам на колегите, на студентите, не мора да ми верувате, проверувајте. Мал број на луѓе во Македонија, но и генерално ни светов, забележувам во Европа особено, се фокусирани и се специализирани во оваа област. Нас ни требаат специализанти во оваа област. Луѓе кои што ќе се занимаваат утре со колективно преговарање, со социјален диалог, со безбедност и здравје при работа, со мирно решање на работни спорови, помирување, арбитражи, новоработните спорови. Многу
врати се отвораат со самото трудово право. Трудовото право е правна дисциплина која што е многу практично импликативна. Значи се применува во пракса, секојдневно има спорови работни од различен карактер, од откази до дискриминации, мобинзи и така натаму. Значи отвара едно поле навистина на една благословена работа, би рекол, која што имам впечаток дека кај младите луѓе се уште не е осознаена или разбрана во полн капацитет и во полн обем кои шанси се ги нуди ова област, секако и за меѓународна кариера. Значи, ние имаме организации специализирани на европско и на светско ниво кои што се занимаваат со прашањата за трудот и за социјалните права, и тоа возможува навистина една, би рекол, интересна, динамична работа која што повторно е велом поврзана со луѓето, и ако некој тоа мисли дека го привлекува, да не треба се двоуми за да се насочи во оваа област, затоа што на пазаров на труд во Македонија ни фалат стручњаци, експерти, специјалисти кои што утре ќе магистрираат или ќе докторираат токму во оваа област. Ги охрабрувам секој кој што се двоуми да не се двоуми, да се приклучи, нема да сгреши. Мислам дека е одлична област поради тоа што трудовото право е нешто неизбежно, нешто со кое што секој човек барем еднаш во текот на животот ќе мора да се соочи. Апсолутно сте во право за ова. Според вас, во која насока ќе се развива трудовото право во следните 5-10 години и какви предизвици или пак можности, да кажеме, може да не очекуваат? Светот на трудот е многу динамичен и се менува. Трудовото право ќе ги прати економските текови, економските промени. Процесот на дигитализација и внесување на вештачка интелигенција е дел од целата таа приказна. И ова што ние сега го зборуваме, ова што ние денеска го гледаме и го живееме како свет на труд, за десетина години од сега, веќе се има и анализи конкретни. 2035 година ќе биде многу поинаков. Но еве, нека биде и 2040, тоа е сепак еден многу краток, брз период каде што се менуваат процесот на работа, се менува начинот на работење, производство, функционирање и слично, а со тоа се менува и самиот период кон работните места. Ќе се дигитализира, ќе се внесува вештачка интелигенција, човекот ќе треба да има, работникот, други нови вештини, и затоа веќе ќе се бара способност, а тоа го гледам и сега, способност за вештини за повеќе работи одеднаш. Значи, на пример, ако земете една професија адвокат, да речеме, конкретно која што излегува нашиот правен факултет. Не е доволно само да го познаете добро правото, секако тоа е најбитното, но треба да знаете и како да се промовирате, како да функционирате на социјални мрежи, како да направите еден исчекор во однос на запознавање на клиентите со вашата работа, со вашиот успех, со вашите предмети кои што сте ги добиле. Сето тоа го бара новото време и новиот свет на труд. Дури професии кои што се мисли дека се најстатични, на пример, професурата, во смисла на дека треба човек да преда, и тоа ќе се менува. Веројатно нема да бидам изненаден да почнат и со холограми да не снимаат, па да не така да, знаете, прашањето е можеби колку сака човекот да ги имплементира овие работи, и мојата заложба овде е секогаш овој контекст на промена на светот на трудот да биде помера на човекот. Човекот мора да биде во центарот, и овие нови алатки во трудот, петата индустријска револуција мора да биде во функција на човекот. Роботиката, вештачката интелигенција и така натаму, а не човекот да стане роб на овие промени. Ви благодарам, професор, ви благодариме многу што ни дозволивте да ве запознаеме подобро, можеме да ги прекршиме тие митови кои што студентите може да ги имаат за вас. И ви благодарам и на вам што гледавте. Се гледаме во наредна епизода од овој подкаст.